Почитувани присутни, почитувана јавност, добар ден. Ја отварам 13-та редовна седница на Совет на општина Тишиново Облешево. Отварам претрес по записникот од 12-та редовна седница. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, записникот го ставам на усвојување, молам да гласаме. Со 11 гласа за, воздржани и против нема, констатирам дека записникот е усвоен. Отварам претрес по записникот од втората редовна седница. Дали некој бара збор? Бидејќи никој нема збор, ви молам да гласаме.
Со 11 гласа за, воздржани против нема, усвоен записник од втората воредна седница. Отварам претрес по записникот од третата воредна седница. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, ви молам да гласаме. Со 10 гласа за, 1 воздржан, констатирам дека записникот е усвоен. Отварам претрес по записникот од четвртата воредна седница. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, ви молам да гласаме. Со 10 гласа за и 1 воздржан, констатирам дека записникот е усвоен. За денешната седница го предлагам следниот дневен ред. Усвојување на годишен извештај за работата на ООУ Страшо Пинџур село Соколарци за учебната 25-26 година. Втора точка. Усвојување на годишната програма за работата на ООУ Страшо Пинџур село Соколарци за учебната 26-27. Како трета точка, усвојување на програмите за екскурзии, излети и посети на учебната 26-27 Страшо Пинџур. Четврта точка, усвојување на годишен извештај за работата на ОУ Климент Охридски село Блешево учебната 25-26 година. Пета точка, усвојување на годишната програма за работа на ОУ Климент Охридски село Блешево учебната 26-27. Ко шеста точка, усвојување на програмите за екскурзии и излети посети на учебната 26 и 27 година за ОУ Климент Охридски. Седма точка. Извештај за извршување на буџет на општина Чешиново Блешево во период 1.1.36 година. Осма точка. Предлог одлука за измена на програмата за активности на општина Чешиново Блешево во област на културните и спортските манифестации за 26 година. Девета точка. Предлог одлука за изменување и дополнување на урбанистички план за село Чешиново со изработка на блок 5 и блок 13 КО Чешиново, општина Чешиново Блешево, плански период 2034. Утро. Код 10 точка. Извештај за извршување на одлуките донесени на Совет општина на општината за период април-јуни 26 година. 11 точка. Известување за воредните седници. 12 точка. Барање од црковен одбор село Чифлик за обезбедување на рачна пумпа за вода и ПВЦ Црево. 13 точка. Барање од жители на село Жигјанци. 14 точка. Предлог одлука за добивање на 500 литри нафта за потребите на КЈП Водовод Кочени. И ко 15 точка предлози прашање и барање. Отварам претрес по дневниот ред, молам кој бара збор. Повели Грозда. Благодарам, председателе. Имам допуна на дневниот ред. Барање, мислам градоначалникот е запознаен за ова барање. Барање од местна заедница цело Спанчево, за да кај постоечките гробишта да се дозволе простор за изградба на настрешница, ВЦ и капела, негден површина 2,5 метра ширина и должина 20 метри. Државно земјиште, барам со одлука на Совет да се одобри.
Благодарам. Дали некој друг бара збор? Оли Бранко? Благодарам, председателя. Значи имам предлог точка за дополна на дневниот ред, која гласи изработка на проект и уредување на просторот околу крстот во парк во село Теранци. Значи да појаснам, крстот кој е позади домот беше донација од младите претежно од село Теранци, од село и надвор, кои се на привремено работа во странство. Беа соверени пари, крстот е направен, покрај него јарбол и имаме еден идеален простор кај што имаме комплетно видик на цела Кочанска котлина. Значи, само бараме изработка на проект и уредување на простор во парк. Што значи дека, според мене и луѓето кои ми имат задолжено за ова, значи да се сето тоа, иако има волонтери кои работат веќе на тоа со пошумување и ред други работи, значи сепак да заличи на нешто, да се изработи еден проект кој после тоа дали со донација од страна или мислам дека не се бог знае колку и буџетски пари, да се направи еден парк за претежно за младите кај што ќе имат да излегуваат навечер. Меѓутоа, може? Меѓутоа, ако добро се среди со еден добро изработен проект и сето тоа се уреди, мислам не само што ќе биде катче за младите, ќе биде и катче за повозрастните, кај што навечер, посебно преку лето, кај што може да излегуваат и да потрошат малку од времето. Значи, толку. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Градоначалникот има точка. Благодарам, председателе. Како ќе биде 18-та точка на дневен ред, ја предлагам информација за состојбата со болест овчи сипаници и носење на општа одлука од страна на Советот за да се донесе одлука дека еутанизацијата на угинатите животни може да се прави, на заразените животни може да се прави на локации кај што ќе се појави болеста. Пребидејќи веќе неколку пати се состанувате на воредни седници со оглед на тоа дека болеста брзо се проширува и во други населени места, да се донесе една општа одлука дека според мислењата на соодветните институции еутанизацијата на тие животни може да се врши таму кај што ќе се најде соодветна локација за таа намена, за да не се пренесуваат животните од едно населено место во друго населено место, а и да се избегне свикувањето на воредни седници според потребата, каде ќе има потреба да се врши вакво дејствување на терен. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, предлогот на орце на грозде го оставам на гласање. Кој е за? Со 11 гласа за. Воздржани против нема, констатирам дека предлог гласуван. Значи, како 16 точка, внесуваме предлог одлука за капела и настрešница во село Спанчево. Како 17 точка, предлогот на Бранко. Ние бараме со стапе простор, значи ние си направиме со наши пари, не ми се одношто. Како 17 точка, предлог на Бранко за изработка на проект го ставам на гласање. Кој е за? 11 гласа за, воздржани против нема. И како 18 точка, одлука, предлог одлука и информација за состојбата на болеста ја ставам на гласање. Кој е за? 11 за, воздржани против нема.
Предлог дневниот ред со измените го ставам на гласање. Ве молам да гласаме. Со 11 гласа за, воздржани и против нема, констатирам дека предно дневниот ред е усвоен. Преминуваме на првата точка. Усвојување на годишен извештај за работа на ОУ Страшо Пинџур село Соколарци за учебната 25-26. Директоре Повели. Благодарам, председателе. Во однос на оваа точка, годишен извештај на училиштето со 25-26, најбитните подкатегории ќе ги споменам во интерес на времето. Услови во кои ги имате во архива доставени сите документи, може да се погледнат. Услови во кои што работи училиштето, наставниот кадар, учениците, професионалната ориентација и така натаму. Би ви издвоил да речеме тука прелаки ученици, дека имаме завршено околу 186 ученика, 111 ученика се во одделенска и 75 се во предметна. Сите се оценети описно и бројчено и со тоа е завршена овој извештај за 25 и 26 година. Како предлог мерки на крајот можам да ги додадам се следниве. Стручно усовршување на наставниот и стручниот кадар, континуирана промена на стекнати знаења во обуките и реконструкција на физкултурната сала во село Шишиново. Тоа е во однос на годишниот извештај за 25 и 26 година за Страшо Пинџур Соколарци. Благодарам. Отварам претрес по точката. Молам кој вара збор. Бидејќи никој не вара збор, извештајот го ставам на усвојување. Молам да гласаме. Со 11 гласа за, воздржани против нема, констатирам дека извештајот е усвоено. Преминуваме на втора точка. Усвојување за годишна програма за работа на ОУ Страшо Пинџур село Соколарци за учебната 26-27. Повели, директора. Благодарам. Во годишната програма за 26 и за 27 година најбитните подкатегории кои што се вметнати во самата годишна програма се општите податоци, тука ќе ги најдете податоците за услови на работа на основното училиште, податоци за учениците, вработените, материјално-финансиското работење, понатаму мисија, визија, безбедност, оценување на учениците, грижа за здравјето, предлози, заклучоци, евалуација од самата спроведување на годишната програма и така натаму. Сите овие податоци се достапни на едно 120-30 страни во годишната програма на Страшно Пинџур за 26 и за 27 година за работа. Благодарам. Благодарам. Отварам претрес по точката кој вара збор. Бидејќи никој не вара збор, молам да гласаме. Со 11 гласа за, воздржани против нема, констатирам дека е усвоена годишната програма. Преминуваме на трета точка. Усвојување на програмите за екскурзии, излети и посети во учебната 26 и 27 ОУ Страшо Пинџур. Повели, директора. Во однос на екскурзиите за 26 и 27 година, значи од повеќе одделенија се реализираат еднодневни екскурзии за пролетен и зимски, по еднодневна, значи со учениците од прво до 9 одделение. Тука имаме исто така еднодневна со учениците од трето одделение кој што е ставена таму во програмата.
до Доеран. Понатаму имаме 5 оделение настава во природа тродневна, со учениците од 6 исто така имаме дводневна во Скопје, Паланка, тука во тој регион. Еднодневна со учениците до 8 оделение во научно-истражувачка, да кажем, екскурзија во природен музеј и така натаму во Скопје, и тродневна екскурзија со учениците од 9 оделение. Тие се на годишно ниво кои што се реализираат секоја година. Благодарам. Благодарам. Отварам претес по точката кој е разбор. Повели Гроздан. Благодарам, председателе. Сакам да го прашам нешто друго директору. Со очигледниот број на ученици, околу 181 рековте, И 7, мислам, ке немате доволен број на тие паралелки што ги имате во следната година со најава на министерката. Дали ќе има кратење? За екскурзии. Не. Знам да јарчам нешто друго, ќе прашам. Ајде не се. Да не е точката. А вако не. Значи повеќе точки извештај, да ја последна, ајде не се убивувам. Што ти е конкретно прашањето? Дали ќе има кратење на паралелки со тај број? Неофицијални податоци, може би има навестено со новата оптимизација, но официјални не. Тоа ќе кажат таму. Така. Благодарам. Ние сами ништо не можеме да Не, одлучиме. добро да е. За сега се тие информации. Благодарам. Дали некој друг има прашање? Бидејќи нема, молам да гласаме. Што не? Добро, може. Со 11 гласа за, воздржани и против нема, констатирам дека е освоена програмата за екскурзии и излети во учебната 26-27 Страшов Пенџер. Директоре, благодарам, може да останете како гостин. Преминуваме на следната точка. Четвртата годишен извештај за работа на ОУ Климент Охридски, село Облешево, учебната 25-26 година. Поведе директора. Благодарам, почитувам председател на Советот, почитувам градоначалник, почитувани советници. Од материјалите кои што беа приложени, имате целосен увид во извештајот за работата на ОУ Климент Охридски во текот на учебната 25-26. Извештајот за работата на училиштето ги опфаќа активностите од планираната и реализираната воспитно-образовна работа на училиштето, планирани со годишната програма за работа на училиштето. Училиштето функционира со едно централно училиште во Облешево и 4 подрачни во село Бања, село Чифлик, село Кучине, село Теренци. Од податоците ќе издвојам дека оваа учебна година ја завршија 150 ученици, бројот е намален за разлика од лани со 7, од претходната за 11 и за жал тенденцијата е таа. Среден успех на учениците е 4,33, што е незначително намален за разлика од лани со 0,02%. Тоа на кој што ви може да го изведам, останатото го имате во увид, ако сака некој нешто може да прашате. Благодарам. Отварам претес по точката, дали некој бара збор? Бидејќи никој нема разбор, извештајот го ставам на гласање. Молам да гласаме. Со 11 гласа за, воздржани против нема, констатирам дека е усвоен извештајот за работа на ОУ Климент Охридски. Преминуваме на
Петата точка – усвоение на годишната програма за работа на ОУ Климент Охридски, село Блешево за учебната 26-27. Повели директора. Благодарам. Годишната програма представува еден обемен документ, така да ќе се задржиме повторно на најбитните работи, а останатото го имате во увид. Училиштето располага, како што рекам, со едно централно 4 подрачни училишта, бројот на вработени 50 вработени, заедно со техничкиот персонал. Оваа година, кој што кажавме, 150 ученика го ќе заврши учебна година, број на ученици 28. Училиштето располага со наставни средства за напречено реализирање на наставата, меѓутоа секогаш е потребно зголемување на постоечкиот фонд за успешно и поквалитетно изведување на наставата. Овде има спомнато со какви ресурси располагаме. Училиштето располага со 30 табли, 7 смарт табли, 25 магнетни табли, 100 компјутери за 30 ученика, лаптопи, 112 принтери, LCD проектори, 6 климатизери, 36 компјутери за вработените и 23 таблети. Бидејќи наистина обемна програмата, може ако некој нешто ви интересира да праша, инаку сето ама прибележи. Благодарам. Отварам пред точката, дали некој ба разбор? Бидејќи никој нема разбор, да молам да гласаме. Со 11 гласа за, воздржани против нема, констатирам дека е усвоена годишната програма. Преминуваме на 6-та точка – усвоение на програмите за екскурзии и излети посети за учебната 26-27 ОУ Климент Охридски. Повели директора. Да. За 26-27 се предвидени еднодневни есенски и пролетен излет за ученици. За учениците од трето одделение е предвидена еднодневна екскурзија, посета на Тојран. За учениците од шесто одделение е предвидена дводневна екскурзија, посета на Крато, Укрива Паланка, Скопје. За учениците од девето одделение е предвидена тридневна екскурзија, посета на Охрид. За осмо одделение е предвидена еднодневна екскурзија до Скопје, посета на Природно-научниот музеј, посета на Матка, посета на Музејот на народната борба. И освен тоа, имаме предвидено годишната програма и посета на детски музички фестивал. И тоа е било кратко црти. Отварам претрес по точката, дали некој ба разбор? Бидејќи никој нема разбор, ви молам да гласаме. Со 11 гласа за, воздржани против нема, точката е усвоена. Ви благодарам, директори, можете да останете како гости и ако сакаш микрофон, имам да искачи. Да. Преминуваме на седмата точка. Извештај за извршување на буџет на општина Тишиново Блешево за периодот 1.1.36.26 година.
Го молам представникот да се произнесе Повели Сања. За извршување на буџетот на нашата општина за периодот од 1.1. до 36.26 година гласи дека од вкупните планирани приходи на нашата општина во износ од 176.424.752 денари, во овој период се наплатени 74.784.562 денари, што представува негде околу 42% од извршувањето. Од планираните разходи на нашата општина во овој период се извршени и наплатени 73.363.753 денари, што представува 41%. Што значи негде колку се добиени приходи, толку се и наплатени во овој период. К1 кварталот за овој период може да го погледнете. Ако имате некое прашање во врска со расходите, може да попрашате. Тоа се контата на колку се ставени пари, колку се наплатени побарувања. Ако ве интересира нешто, може да прашате за некоја ставка. К2 периодот тоди се извештај за доспејани ненамирени обврски. Во овој период имаме ненамирени обврски од околу 30 милиона. На секоја ставка се распоредени парите, може да погледнете на 420-421 колку имаме вкупно обврски за плаќање. И К3 период се состои од кредитот на нашата општина. Во овој период е наплатен за еден кредит на 17.4.2026 година во вредност од 464.641 денар. До крајот ни остануват уште многу за овој кредит за плаќање. Тоа е. Ако имате некој прашање, може да поставите. Отварам претес по точката, да молам кој ба разбор. Повели Бранко. Значи, само кратко ќе види, рековте за приходите за овој период за 6 месечето, мислите ли? За овие 6 месеца, од јануари до 30 јуни. Океј. Да. Благодарам. Дали некој друг ба разбор? Бидејќи никој не ба разбор, ви молам да гласаме. Ето, 6 минути. Приятно. Со 7 гласа за, 4 воздржани, Стефан дека извештајот е успеа. Преминуваме на 8 точка. Предлог одлука за измена на програма. Може да одам, председател, имам предмети. Преминуваме на 8 точка. Предлог одлука за измена на програмата за активности на општина Тишиново Блешево во областта на културните и спортските манифестации за 2026 година. Молам представник да се произнесе. Повели Емилија. Оваа програма е донесена на седница на 18.12.25. Во службен гласник ја има. Имаме измена во врска со Илинденските спортски игри.
обезбедување на финансиски средства за награда за прво место беа 120, се заменува со 200.000 и за второ место од 80 се заменува на 100.000. Тоа е измената и за тоа треба да се изгласа промената на програмата. Благодарам. Отварам претрес по точката. Кој бара збор? Даниел Повеле. Благодарам, председателе. Зошто сега одлучуваме таа одлука измена, веќе е турнирот започна, тоа ми е едното прашање и дали можеме измена веќе да направиме, а задутре е финалето, дали ние можеме сега измена да направиме кога веќе е почна турнирот. Може би требаше претходниот месец да биде ставена точката на дневен ред. Благодарам. Повеле, начално. Благодарам, председателе. Советниче, да одговорам на вашето прашање. Поточно, ова не се врши промена на одлуката донесена, на програмата донесена во период кој што беше спомнат од службите. Туку се прави само трансфер на средствата внатре во самата програма. Значи нема зголемување на средствата и нема проширување на програмата, туку едноставно само се префрлаат средствата од една за друга намена. Што значи едноставно како информација да се даде на Советот дека нема дополнителни средства кои треба да се обезбедат, туку трансферите на средства ќе бидат внатре во самата програма. И едноставно како информација да бидете запознаени и вие од каде се обезбедени средствата за овие наградни фондови кои што се зголемени во меѓувреме. Инаку Организациониот одбор е тој што се грижи за реализација на програмата. Во меѓувреме во јавноста се проширија шпекулации во врска со ненавременото објавување на распишување на огласи за издавање на шанкови. Сето тоа е под, како се вика, организација на самиот организационен одбор во рамките на програмата која што вие имате донесено и воопшто не е направен никаков прекршок или не се преземени активности кои што се спротивни на одлуките кои што вие ги имате донесено. Има изберен организационен одбор, тој си ја презема целата активност околу организацијата и функционирањето на Илинденските спортски игри. Тие се уште во тек, во реализација. Немаше потреба да се свикуваат дворедни седници за да се носат вакви одлуки на кои што вие треба само да го потврдите тоа што веќе еднашка сте го изгласале. И дека во рамките на самата програма ќе се направат прераспределба на средствата кои што веќе били утврдени со тековниот буџет. Кој друг збор? Повеле Грозда. Благодарам, председателе. Сакам да се наврзам на дискусијата на градоначалникот. Јас мислам со ова да донесе одлука за спорт и манифестации околу 500.000 денара. Фактички буџетот нема да претрпи измени со измените на наградите, а во врска со Шанко во опишаниот текст е добро напишано. Со имото околу игралишто во Чишиново располага општината, а со имото на општината располага Советот. Значи Советот требаше на седница да донесе точка на дневен ред, да даеше предлог колку пари за Шанко, може без пари, не е битно, а после организационен одбор е да ги води другите работи. Ја мислам не е надлежен да одредува лицитацијата. За Виднина ја мислам дека треба на седница да помине, да се донесе некој, ако нема никој без пари нека биде. Но важно ја мислам Советот треба да донесе одлука за лицитацијата. Толку од мене. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Повеле Бранко. Благодарам. Само едно кратко прашање. Не се сеќавам добро, ама имаме формирана комисија за спорт ние? На ниво на Совет? Ако не се лажам, мислам дека имавме. Значи, требаше сега, место градоначалникот што даваше ово образложение, требаше прво да оди на комисија и со готов текст требаше да работи да излезат само на Совет и ќе одевме многу побрзо, вака се вртиме само. Значи, треба да одат овие работи на комисија и треба да одат. Во еднина, не. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, ви молам да гласаме.
Да. Со 11 гласа за, воздржани и против нема, констатирам дека предлогот е усвоен. Преминуваме на 9 точка. Предлог одлука за изменување и дополнување на урбанистички план за село Чишиново Облешево за изработка на блок 5 и блок 13 КО Чишиново, општина Чишиново Облешево, плански период 24-34. Го молам председател на комисијата да се произнесе. Благодарам, председателе. Значи, комисијата заседаваше и од вкупно 5 членови, ако не се лажам, едногласно дадоа поддршка на предлог одлуката за донесување на променен урбанистички план, значи со 5 гласа за и со препорака до Советот да биде усвоен. Материјалите ги имаме, мислам сите имат прочитано, да. Мислам дека нема потреба од представник, пошто може да преминеме на... Отварам претрес по точката, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, ви молам да гласаме. Со 10 гласа за и 1 не гласал, констатирам дека предлог одлуката е усвоен. Преминуваме на 10-та точка. Извештај за извршување на одлуките донесени од Совет на општината за период април-јуни 26 година. Помолам представникот да се признесе, Повеле Емилија. Фала. Ова е извештај за реализација на одлуките кои се донесени на Советот на општина Чишиново Облешево за периодот од 1.4. до 36. Знаеме ги ние одлуките, ние ги гласаме како Совет. Има ги во службен гласник, само се направи извештај од тие 3 месеци, од седниците составени во еден документ. Можете да си ги погледнете, сепак тие одлуки се од вас донесени. Отварам претрес по точката, кој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, ви молам да гласаме. Со 10 гласа за и 1 воздржан, констатирам дека извештајот е усвоен. Преминуваме на 11-та точка, известување за воредните седници. Повеле Емилија. Намерно ставив ваква точка, како прво да ви се заблагодарам на сите советници за ажурноста, што навремено сите се уклучевме, кај да бевме, да донесеме одлука за тоа што беше воредна седница, донесе се одлуки, сите ги знаеме одлуките, ама сакав една благодарност до сите советници. Имате ги одлуките, имате ги прикачено, имаше и измени, се донесуваше и нови одлуки и тоа е. Благодарам. Отварам претрес по точката, Повеле началник. Да, и од моја страна благодарност до сите советници за навременото и брзо интервенирање од страна на службите и координацијата која што ја направивме. Навистина и самиот збор воредна седница си ја кажува значењето и потребата од секој на таквите седници. Се трудиме во иднина што е можно помалку да има такви седници и да потребата од нив да биде помала, но во овие моменти кога навистина се соочуваме со еден таков со една таква работа која што ја зафати и нашата територија, е добро да бидеме секогаш мобилни и да можеме навремено да воспоставуваме контакти и да одговараме на потребите на службите. Благодарам. Благодарам. Дали некој бара збор? Повеле Горда. Благодарам, председателе.
околу ворените седници сакам да се надоврзам на дискусијата на градоначалник. Почитуван председател, зошто не беше свикана седница како беше општина погодена, беше од елементарни непогоди? Тоа беше фактички права ворена седница со невремето. Може би требаше тогаш да не информираш. Да. Во овој случај не беше, благодарам Грузде на прашањето, не беше потребно да се свикува седница на Советот, затоа што на една веќе од претходните седници имавме донесена одлука за формирање на кризен штаб кој ќе постапува по ворени состојби од типот на тоа што ни се случи како елементарна непогода. Сеќавате за поплавите дека веќе направивме такви седници на кои што донесовме одлука за формирање на кризен штаб и истиот тој кризен штаб и во овој момент постапуваше, беше на терен, ја констатираше потребата од интервенции и мислам дека и навремено и според условите, заедно со останатите служби кои што интервенираа, успеавме да одржиме колку толку нормална состојба на терен и во општината. И сега, како за информација дополнително, дека се постапува во однос на проценување на штетите по објавата која што беше јавна на страната на општината. Луѓето се во можност да дојдат, да пријават штети и понатаму да се постапува до нивно обештетување. Благодарам. Благодарам. Повели Бранко? Околу проценување на штетите, иако се согласувам нели со Грозде, мислам дека требаше да има воредна седница, бидејќи ситуацијата беше стварно воредна и страшна, според мене беше. Од искуство од минатото, пошто имавме ситуација кај што сум бил со поплави, значи секогаш имавме воредна седница, потоа луѓето си поднесува штети и се формираше, тоа ми беше прашањето, и се формираше комисија за проценка на штети, значи зборам за минатото. Значи у комисија за проценка на штети имаше членови од Советот на општина, имаше урбанисти, имаше од осигурителна компанија, ако не се лажам, сум бил значи на терен и сум бил за проценка на штети. И сега ми е прашањето, значи дали ќе се формира комисија за проценка на штети или тој ќе го прави кризниот штаб, што мислам јас дека не му е работа тоа. Тоа ми е прашањето. Благодарам. Повели градоначалник. Благодарам, Бранко. Веројатно размислуваме исто во таа насока, со тоа што спомнав дека веќе при првата елементарна незгода која што беше во општината имавме формирано и кризен штаб, имавме формирано и комисија за проценка на штети. Затоа сега немаше потреба повторно да се свикуваме во текот на една иста година, односно продолжува да функционира истата комисија за проценка на штети, на која што веќе сме ја донеле на седница на Совет. И затоа сега немаше потреба да се свикува нова седница, затоа што членовите се изберени со мандат во таа комисија и ќе продолжи до истекување на мандатот. Ако се разбрав. Може. Значи, комисија за проценка на штети у нашиот состав имаме? Не се сеќавам, можно. Благодарам. Може. Дали некој друг бар збор? Бидејќи некој не бар збор, молам да гласаме. Со 11 гласа за, воздржани против нема, констатирам дека известувањето е усвоено. Преминуваме на 12 точка, барање од црковен одбор од село Чифлик за обезбедување на рачна пумпа за вода и ПВЦ црево Фи-75. Отварам рад претрес по точката, кој бара збор. Ајде го началам. Имате го барањето. Нема потреба да објаснувам. Да. Бидејќи никој нема збор, молам да гласаме. Со 11 гласа за, воздржани против нема, констатирам дека барањето е усвоено. Преминуваме на 13 точка.
Барање од жители на село Жиганци. Отворам претрес по точката. Кој бара збор? Граничалникот има. Благодарам, председателе. Ова ми се чини барање кој што веќе неколку пати е доставено и до мене како градоначалник и до службите на општината, веројатно и до Советот, не знам дали некогаш го разгледувавме. Но сакам да истакнам дека станува збор за барање на жител од населено место Жиганци, кој што барање во комуникација со него имавме разговори и разбирање дека се постапува по тие барања кои што се наведени во самото барање и дека во населено место Жиганци, како и во останатите населени места, се работи на отстранување на таквите потреби или проблеми кои што се наведени во самото барање. Дел од овие барања кои што тука се наведени, можеби барањето е малку претходно било доспеано или достасано до општината. Дел од тие проблеми кои што тука се наведени како исчистување на вада во населеното место кое што ја има и некои слични земјени работи покрај самото игралиште се веќе завршени. Така да со оглед на тоа сакам да ви појаснам дека ваквите барања штом стигнат во општината согласно можностите на општината се постапува и реално е да се прифаќат и да се даде известување дека со остварување на можноста да се пристапи кон санација на тие проблеми кои што се наведени во самите тие барања во населените места ќе се постапува нели согласно можностите на општината. И конкретно за ова барање, значи веќе се постапува и дел од овие работи што се наведени тука како проблематични се отстранети. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Повели Бранко? Па добро, се согласувам, нели горе-долу. Значи, внимателно го читав барањето од лице, точно, и сега, ако е во име на грегани на Жиганци, немам поема, нели, или си го има сам пишувано, меѓутоа гледам дека се реални работи. Значи, не сум бил информиран дека делумно има дел од тие работи завршено, меѓутоа кој ќе ги погледнеш сега, кој ќе го видам барањето, крпење на ударни дупки, поставување контејнерка, игралиште, чистење на вада и отприлike уште неколку ги имаше, тоа се реални проблеми што секојдневно ги мачи луѓето. Мислам дека не велам дека тоа на купче треба све да иде да се реши, меѓутоа со тек на време овие барања мислам дека се нотирани, дека имат проблем луѓето таму и дека дел по дел треба да се решава. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, молам да гласаме. Со 11 гласа за, воздржани против нема, констатирам дека барањето е усвоено. Преминуваме на 14-та точка. Предлог одлука за одобрување на 500 литри нафта за потребите на КЈП Водовод Кочани. Отварам претрес по точката, молам градоначалникот се произнесе. Во однос на оваа точка должам објаснување да се произнесам за тоа зошто е потребата за донесување на ваква одлука. На иницијатива на градоначалникот на општина Кочани и бевме повикани како градоначалници од регионот. Знаете дека нашата општина е дел со еден договор од претходниот мандат на градоначалникот и на советниците, во кој што сме обврзани да мораме сметот од нашата општина да го изнесуваме на депонијата во Кочани и таму да го одлагаме, односно да го отстапуваме до обработка или манипулација на вработените од КЈП Водовод, кои што понатаму го третираат самото тоа ѓубриво. Со тој договор ние сме обврзани и плаќаме на КЈП Водовод за таа услуга која што оние прават на нашето јавно комунално предпријатие. Сигурно знаете за информацијата дека пред недела-две имаше голем пожар на самата таа депонија, кој што пожар предизвика доста реакции во јавноста и од тие реакции
произлегуваат и можности да се преиспита или да се на некој начин разгледува тој договор кој што е воспоставен и реакцијата на жителите од град Кочани се дека останатите општини Зрновци, Чишиново, Облешово, Виница се тие кои што дополнително прават загадување на нивната општина и предизвиканите пожари со ѓубривото кое што се пали таму прават штета само на град Кочани или на КЈП Водовод. Секако тоа се шпекулативни разговори. Јас сакам да разговарам овдека за конкретни работи. Одлуката, односно договорот кој што го имаме склучено со КЈП Водовод и општина Кочани, заедно со останатите регионални општини што ги опфаќа, и понатаму продолжува, односно ние продолжуваме да сметот го носиме на депонијата во Кочани, но конкретно оваа одлука се однесува на периодот кога беше зафатена депонијата со пожар и интервенцијата на повеќе општествено одговорни компании кои што во тој момент излегле на терен и действувале на пожарот на депонијата и при тоа придонеле да се ефикасно изгаси тој пожар и да може непречено да продолжи изнесувањето на смет. Според ова, потребата на општина Кочани, односно на КЈП Водовод е дека мора да се изнајде некој начин, модел како на тие општествено одговорни компании кои во тој момент излегле и направиле интервенција која што била интервенција од поголем обем. Сега, од овој момент не можам точно да ви кажам за колку дена има работено и колку компании имаат работено, но според некои проценки кои што во овој момент се направени во КЈП Водовод Кочани, таму се има потрошено многу количини на нафта и сега во овој момент е потребно на некој начин, покрај тоа што општина Кочани влегува во обврска да ги покрие тие трошоци на компаниите кои што излегле да ја гасат депонијата, да и останатите општини кои што парципираат за изнесување на отпадот со своја интервенција помогнат во справувањето со овој проблем. Навистина одржувањето на депонијата и манипулацијата со отпадот е натовар на КЈП Водовод, но сето ова се случи во еден момент кога КЈП Водовод немаше изберено компанија која што се грижи за одржување на редот, така да речем, во депонијата во Кочани. И поради тоа се појавил некој вакуум простор во кој што некои 20 дена нема можност, нема изберено всушност компанија која што ќе манипулира со тој отпад и затоа е морало да се интервенира со други компании кои што имат расположиви капацитети и тие на теренот работеле и направиле некакви загуби или трошоци. Па сега соодветно процентуалната застапеност на количините на отпад кои што се изнесуваат таму од останатите општини ќе бидеме задолжени да ние на некој начин дополниме количина на нафта која што ќе се употреби исклучиво за манипулирање на отпадот од една страна, а од друга страна ќе значи непречено функционирање и на изнесување на отпадот од нашата општина. Ако се сеќавате, значи се појави еден период од месечини 5-6 дена кога не можеа и нашето јавно комунално предпријатие да го собира сметот од населените места и тоа беше токму поради тоа што беа спречени, односно немаше можност да се носи ѓубрето на депонијата во Кочани. Сега ова е одлука можеби која што на некој начин е на штета на општина Чишиново, Облешово од една страна на финансиските импликации на општината, меѓутоа е сепак во не така значителни количини, а за КЈП Водовод ќе значи подобрување на состојбата на теренот од една страна и од друга страна ќе овозможи и нашето јавно комунално предпријатие непречено да продолжи со изнесувањето на сметот. Мислам дека во овој момент ви објаснив зашто станува збор. Ако имат дополнителни прашања, повелете па да се потрудиме да дадеме и по-конкретни објаснувања. Благодарам. Кој бе разбор, повели Бранко? Значи имам две прашања. Градоначалник, се повикувате на договор помеѓу
предходната гарнитура и градоначалник и Кочани и другите, нели, околни места. За кој договор се однесува, писмен или усмен? Писмен. Стои, така. Добро, тоа ми е едното прашање. Второто прашање, за сметот тамо, кој го носи, ми ни плаќаме, ако не се лажа. Значи се мери, ако не се лажа. Значи се мери и се плаќа. Не гледам јас обврска сега дека треба ние. Значи тоа е депонија за која ние за смето плаќаме таму. И сега не гледам зошто би ние давали сега да ги помагаме водовод, затоа што си го плаќаме тоа ние. Еве, ако отстапат они во цена, да имат некој попус кај нас, јас се слагам, не е проблем. Меѓутоа, сето тоа што се собира од тука се носи таму и луѓето, ние си плаќаме и општината нормално и комуналното си плаќат. И сега треба ние да го финансираме водовод. Мене не ми оди во глава. Без разлика што има некој договор, меѓутоа не гледам кога за нешто плаќам и сега треба да го помагам другиот што зема кешира пари, мене не ми оди во глава. Благодарам. Повеќе началник. Ако има и други прашања, па да одговорам после дополнително. Ќе се обидам, советниче Бранко, да ви дообјаснам од тоа што кажа. Значи, договорот е склучен и си има тарифник по кој што комуналното предпријатие го наплаќа користењето на, всушност, општината, не комуналното предпријатие. Комуналното предпријатие е корисник, а општината е таа која што наплатува за потребите од изнесување на смет, согласно количините кои што ги пласира на самата депонија. Но, јас спомнав, а не знам колку бев разбран. Ова интервенција, ова одлука што треба да ја донесеме, не се однесува за редовното изнесување на отпадот, туку се однесува на интервенцијата која што е направена од страна на општествено одговорни компании во периодот кога беше запалена депонијата. И тоа се случуваше подолг период. Да не шпекулирам, мислам 5 до 10 дена имаше огромен пожар таму и се действуваше со голем број на механизација. И ова е, можеби на некој начин и символично од страна на останатите општини, количина која што ја даваме во прилог на водовод, а е на користење на општествено одговорните компании кои што во тој момент излегне на терен и вршеле санација на непогодата која што во тој момент беше зафатена. И сакам да ви укажам дека и покрај тоа што не е тоа наша депонија, и покрај тоа што нема таму, како се вика, комуналното предпријатие од нашата општина нема можност да манипулира со тој смет, сепак во интерес и на нашата општина и на останатите општини кои што таму се обслужени да изнесуваат отпад, е да таа депонија непречено функционира. Затоа што и сами видовте, цела недела останавме затрупани со отпад, само заради тоа што не можеше навремено таму да се обезбеди можност да се носи отпадот. За да и во иднина бидат спречени такви појави, да останеме со неможност да го изнесуваме отпадот, носиме вакви одлуки да помогнеме дополнително на КЈП Водовод да може нормално да функционира во овој период додека да избере оператор кој што ќе се грижи за правилно сместување на отпадот на депонијата. Доволно бев јасен и транспарентен за да се разбереме за што станува збор. Благодарам. Дали некој друг разбор? Бидејќи никој нема разбор, морам да гласаме. Со 10 гласа за и 1 против, констатирам дека одлуката е освоена. Ќе преминеме на 16-та точка. Предлог одлука поднесена за изработка на настрешница капела во село Спанчево. Отварам претрес по точката. Го молам да се произнесе.
Почитувам председателе, почитувам градоначалник, почитувани колеги советници. Не се работи за изработка на страични цветови. Нашето барање е да ни се одобре простор, да се прошири простор околу постоечките гробишта со ширина околу 2,5 метри и должина 20 метри. А изработката на капелата, вецето на стреци се изработе селото. Значи, нас ни потребно ни е да ни се одобре простор. Тај простор е на РМ. Да се прошири началник комисија на запознае ситуација, ние не бараме да не го бараме, да ни се одобре простор со 20 метра должина, 2,5 ширина. Благодарам. За да не се стесни така. Дали некој друг бара збор? Повеќе началник. Ќе се обидам да го дообјаснам барањето на Грозде со оглед на тоа дека ова е всушност барање пренесено преку советникот од страна на местна заедница во село Спанчево, кое што барање се однесува за просторот покрај гробиштата во населено место Спанчево. Таму беше истакнато и на неколку седници на местната заедница од нивна страна дека е неминовно да се направи проширување на тој простор, а во меѓувреме таму постоеше некоја разрушена или во недобро состојба зграда, која што со нивна активност и по информација на советот на кој што беше донесена, беа отстранети тие објекти кои што беа во лоша состојба и беше ослободен простор на кој што сега може да се изврши проширување, односно да се направи колку толку обезбедување на простор за потребите на гробиштата во населено место Спанчево. Во овој момент таму сакат да направат градежни активности во смисла на тоа дека ограден зид на кој што ќе се постави некоја настрешница и некоја просторија во која што при погреби ќе можат луѓето да се засануваат од временски непогоди или да го искористат тој простор за непречено функционирање на извршување на погребните обреди. Така да на терен бевме со службите од урбанизам и укажано на луѓето кои што се обврзаа сами да го изградат тоа што сакат да го направат во функција на гробиштата, да се запазат границите на објектот кој што ќе биде направен, да не се излегуваат од опфатите во кои што биле претходните објекти, за да не се наруши целокупниот урбанистички проект кој што е таму, нели, од претходно постоечки. И мислам дека начелно се договоривме дека активностите ќе започнат и дека се што ќе се прави таму ќе биде во интерес на населено место Спанчево и во интерес на проширување на гробиштата. Станува збор за барање кое што е разгледано и од наша страна, од мене како градоначалник, од службите во урбанизам и според нас констатирано е дека нема никакви пречки да се донесе една ваква одлука и да се пристапи кон реализација на уредување, поточно, или реконструкција на самиот тој простор каде што треба да биде сместен тој така наречен објект или објект од времен карактер. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бар збор? Бидејќи никој не бар збор, ви молам да гласаме. Кој е за? Со 10 гласа за, 1 не гласал. Констатирам дека одлуката е усвоена. Преминуваме на 17-та точка. Предложена од советникот Бранко, изработка на проект. Отварам претрес по точката. Волам Бранко се произнесе. Уште еднаш, ама ќе мора отприлики да се повторам. Значи се работи за просторот позади салата, позади домот, кај што дечките, младите од село и надвор од село имаа соберено своји средства и изградија крст на една перфектна локација за мене, до крст еден јарбол и сега ентузијасти сами работат на случајот со пошумување и уредување колку може да се уреди, меѓутоа според мене и според добар број на луѓе таму треба да се изработи еден проект, сепак стручни луѓе тоа треба малку да го дотерат и да прават, значи со поможно со едно мал парк за мали деца, за
поставување на клуб и сето тоа да биде осветлено, да биде осмислено од стручни луѓе, пред се зборам. Значи, катче за млади, претежно и секако и на вечер ги гледам таму, пошто сум близу и ги гледам секоја вечер, меѓутоа, ако сето тоа добро би се уредило со еден добро изработен проект, мислам дека ќе биде идеално место што и возрастни луѓе на вечер претежно ќе излегуваат таму, затоа што погледот видикот е буквално на цела Кочанска котлина. Не се работи за Бог знае колку пари, не велам дека мора да бидат буџетски пари, меѓутоа може да бидат и од донации, не се работи за некоја огромна сума, меѓутоа кога не би могло од донации, мислам дека нема да биде голем терет на општината да биде и од буџетски пари. Толку. Благодарам. Кој бара збор? Повели. Согласувам, советниче Бранко, одлична иницијатива, со оглед на тоа дека знам за која локација станува збор, знам за активностите кои што се имат преземано и се уште се преземаат. Ќе ги направиме сите можни напори да таму тоа место, таа локација прерасне во еден убав објект на кој што ќе сакат да дојдат луѓе од страна, не само жителите на село Теранци. Сепак за тоа е потребно и малку повеќе време и финансиски ќе видиме нели како тоа можеме да го покриеме. Ја поздравувам иницијативата и ќе пристапиме кон изработка на некој проект, односно проектно решение кој што ќе значи уредување на целиот тој простор околу домот, околу салата во село Теранци, кај што еве израснува и еден црковен објект, за кој што се надевам дека во иднина ќе значи привлекување на туристи, а не само корист на жителите од село Теранци. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој нема збор, ви молам да гласаме. Со 10 гласа за, еден не гласа, констатирам дека предлогот е усвоен. Преминуваме на 18 точка. Предлог одлука информација за состојба болеста за овчи сипаници. Отварам претрес по точката. Повели градоначалник. Со оглед на тоа дека во изминатиот период и на неколку вонредни седници, а и од тоа што го слушате од јавноста и од медиумите, во врска со оваа болест која што зазема се поголеми размери на територијата на општина Чешиново Облешово, чувствувам за потреба да ви дадам информација како советници во Советот дека на теренот за фактичката состојба и за тоа што во иднина се предвидува дека ќе се случува на теренот на општина Чешиново Облешово. Она што во изминатите денови беше фактичка состојба е со појавата на првите резултати од тестираните животни во Соколарци и од тоа што се предвидуваше, за жал и се остварува. По појавата во едно стадо сега веќе болеста е проширена во неколку стада, но и во неколку населени места. Покрај Соколарци фатено и населено место Врбица, сега по последните резултати кои што излегува и населено место Спанчево, и можам да кажам дека ова е навистина загрижувачка тенденција, односно податок или информација која што навистина треба малку посериозно да ја сватат сите граѓани на општината, особено оние кои што сме тука изберени од народот и ги застапуваме нашето население. Иако ние како локална самоуправа немаме некои значителни можности да действуваме на терен, односно да се справуваме со оваа криза, сепак превидејќи се случува во нашата општина, наша должност е сериозно да пристапиме кон овие работи кои што ни се задесуваат. Ова болест е силно заразна болест, според информациите од Агенцијата за храна и ветеринарство и нивните служби на терен, и според нивните очекувања, за жал, најверојатно ќе се проширува се повеќе и повеќе, и со оглед на тоа дека е потребно ние да асистираме всушност при справувањето со оваа криза, затоа и носиме ваква предлог одлука за да не постојано се свикуваме и се договараме за конкретните парцели на кои што се планира да се изврши третирање на тие изумрени животни. Реакцијата на
местните населенија таму каде што се третира ова убивање на овие животни и затрупување може да се рече до некаде и нормално, затоа што никој не би сакал во неговото населено место да има третирање од тој тип на животни. Меѓутоа мора да побараме од жителите, односно вие како нивни представници тука во Советот на општината, да им објаснувате дека ништо не се прави на своја рака. Значи се работи по препораки и по мислење од страна на соодветни институции. Дали локациите кај што се изберени да се третират тие животни не се по волја на градоначалникот или по волја на советниците, туку се по насоки од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство, кои што барат од нас ние да дадеме локација, на која што локација тие ќе извршуваат целата таа активност и они всушност гарантираат или се грижат за безбедноста и за последиците од третирањето на тие животни. Така да секоја една активност која што се спроведува таму е под наблюдување на службите од Агенцијата за храна и ветеринарство, е под надзор на инспекторот за животна средина кој што го имаме во општината и во овој момент можам да ви кажам на сите граѓани и на вас да ви пренесам дека сите активности кои што се преземат се согласно протоколите произлезени од Агенцијата за храна и ветеринарство. Нормално е на дел од луѓето да не им се допаѓа изборот на локациите кај што нели сме решили да го правиме тоа, но од друга страна недозволиво е да се шират спекулации дека всушност на тој начин може да се случи да се заразат и останатите животни од тоа место кај што е изберена депонијата. Нема потреба. Ширењето на болеста е пред се и најповеќе од тоа што собствениците на тие животни не се придржуваат кон насоките кои што им се дадени од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство. И на некој начин тие со своите постапки и непослушност на службите придонесуваат болеста да се прошири во останатите стади. Во овој момент треба да бидеме свесни дека тоа е заразна болест, дека многу фактори се причинители за ширење на болеста, но во ни еден момент не треба да помислиме дека со нашите постапки и со изборот на локациите ние допринесуваме за проширување на болеста. Тоа воопшто не е така. Проширувањето на болеста не значи од тоа ние какви одлуки ќе носиме. Проширувањето на болеста е пред се поради високата како се вика тоа валентност на проширување на таа заразна болест и многу лесното заразување на животните пренесување од едно на друго живот. Сите сакаме да не се прошири оваа болест во останатите населени места, да остане таму кај што е. Ако е така, значи ќе останеме да функционираме со тие локации кои што досега ги имаме донесено како одлука на Совет. А ако се случи да се пренесе во некое подалечно населено место и да се појави таму болест, тоаш ќе мора повторно да размислуваме на локации кои што се најблиску до тоа стадо каде што не дај Боже ќе се прошири болеста, за да не се случи да при транспортот на тие животни од едно населено место во друго да се направи некоја несакана последица за остатокот од гледувачите на овци. Затоа сакам да изразам едно барање до сите граѓани на општината, пред се од оние кои што се занимаваат со одгледување на ваков тип на стока, да имат разбирање до службите, да имат трпение и да допринесат, односно да дадат поддршка и да допринесат за полесно справување со настанатата незгода. Односно да се спречи тоа што може да се спречи, да помогнат во спречувањето, а не со шпекулативните разговори или со пријавување во служби дека не се работи соодветно, дека општината прави погрешни потези, туку да допринесат со своето дејствување, да дадат поддршка на сите институции да се справат најсоодветно, се со цел да колку толку можеме да намалиме проширување на оваа болест.
А предлог одлуката ја барам од ваша страна за да имаме некоја, како да кажем, можеби не звучи добро, бланко одлука на која што ние ќе можеме да се повикуваме за воиднина ако се јави потреба, најдобро е да не се јави, но ако се јави потреба во некое друго населено место да се бара локација, да не повторно бараме воредна седница, па дали таа локација е добра или не е добра. Тоа би сакал во овој момент да ви обяснам. Благодарам. Дали некој има Повели Грозде? Благодарам, председателе. Во многу работи се слагам со градоначалникот, каде е жариштето, тамо треба да се одреди и парцелата, но во едно не се слагам зошто во првиот пат е направено измена. Првата парцела кога донесе зошто е направено измена. Во другото потпуно се слагам така да каде е жаришто, тамо треба да биде за да не се шире. Сега веќе ги тепат со пиштоли. Значи крв ќе тече сеќавам, пред тоа беа со инекции. Значи уште полесно може да се пренесе. Благодарам. По првиот дел од прашањето за парцелата која што најпрво ја донесов. По реакција на жители на населено место Соколарци се излезе на терен да се види дали навистина реакцијата издржана. И од тоа што можеше да се види заедно со инспекторите за комунални дејности и за животна средина се види дека таму во близина на таа локација кај што беше донесена од ваша страна има чешма, односно поилиште за овци. И по нивно барање се пристапи кон избор на нова локација која што ќе биде локација на кај што не е достапна за остатокот од стоката во тој район. Овие локации една до друга се доста блиску, не се оддалечени. Од една страна, од друга страна, локацијата која што втор пат ја донесовме е навистина и самиот констатирав кога бев на терен, е многу посоодветна и подобра за таа намена. За разлика од првата локација која што беше блиску до чешма и се наоѓаше во некое сливно подрачје кај што иако се сомневам дека можеби било некоја опасност да се пренесе болеста, но еве сакаме да ги исклучиме сите можности и сомневања дека третирањето на тие животни кои што се изумрени од таа болест може да предизвика последици. Затоа ја променивме таа локација, избравме нова локација блиску до неа, но настрана од овие сливни води кои што водат кон некое поилиште или пасиште на незаболената стока. Затоа беше променета локацијата. Но стануваше збор за, како да кажам, за мала оддалеченост, не за некое за промена од едно населено место па во друго. Бидејќи тоа се граници на као Соколарци и као Жигјанци, некаде на средината на овие две населени места. Тоа беше првата локација, втората е во населено место Врбица. Ја одбравме таму затоа што требаше животните од таму да се пренесуваат во првата локација. Патот не е многу соодветен. Тука се напасува стока од соседните населени места и одлучивме заедно со Агенцијата за храна и ветеринарство таму во Врбица да се направи таква локација на која што ќе се третират овие животни. Сега со појавата на следното жариште во Спанчево, повторно ќе се седне со представниците од Агенцијата за храна и ветеринарство да се види која е најдобрата опција. Дали ќе се најде локација некаде во Спанчево да се тие животни третираат или пак ќе се искористи некоја од овие две локации кои што веќе ги имаме за таа намена. Но сепак тоа мора да биде во соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство, со ветеринарните служби кои што ја извршуваат еутанизацијата. Сепак не би сакал вака да зборуваме за убивање или за невкусни зборови кои што се достапни до јавноста. Сепак е тоа се прави малку похумано од како што има мнение во јавноста дека се работи. Сепак се тоа стручни служби кои што знаат како треба да се третираат тие животни. Благодарам. Благодарам. Дали некој има прашање? Бидејќи нема, точката ставам на гласање, молам да гласаме. Со 10 гласа за, 1 негласно, констатирам дека предлог одлуката е усвоен. Со ова мислам дека го исцрпиме дневниот ред и затварам 13-та редовна седница. Ви благодарам на присуството.